Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 8-миот дел од книгата Исус во Индија. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Имам Мехди ветениот Месија, основач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Другиот вид предскажувања во врска со другото доаѓање на Иса алейхи селам, Исус, спомнати во Евангелието, прават сведоштво за неговиот живот, кој со голема Божја милост продолжил и после доживувањето на крстот. Така било во врска со предскажувањето дека Бог го спасил својот омилен слуга од смртта на крстот. Христијаните грешат во мешањето на овие две содржини. Заради тоа, тие на крајот остануваат збунети и мораат да се соочат со многу компликации. Изразот во поглавието 16 кај Матеј затоа е толку многу важен дел од доказот во прилог на Исаовото, Исусовото, спасување од крстот. Помеѓу сведоштвата од Евангелието, кое стигнало до нас, е и следниот ред од Матеј. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како иде на небеските облаци со голема слава и сила. Иса алейхи селам, Исус, вели дека ќе дојде време кога од небото како резултат на Божја интервенција ќе се објави такво знаење и докази кои ќе ги обезвреднат начелата на неговата божественост за смртта на крстот, заминувањето на небото и повторното враќање назад, и небото ќе сведочи за лагите на оние нации кои го одрекувале како вистински пратеник и го сметале за проклет заради смртта на крстот, како евреите. Бидејќи ќе се дознае дека не умрел на крстот, значи дека не бил ни проклет. Како исход на тоа, сите народи на земјата, кои го преувеличувале или смалувале неговиот вистински статус, ќе се засрамат заради своите заблуди. Во истото време, кога ќе биде објавен и овој факт, луѓето ќе го видат духовното спуштање на Иса алейхи селам, Исус, на земјата. Тоа значи дека ветениот Месија, кој ќе дојде со сила и во духот на Иса алейхи селам, Исус, ќе се појави со сите светли знаци, со Божја подкрепа и со сила и величественост, лесна за распознавање. Кога ќе се објасни подобро, овој израз значи дека Божјата волја направила личноста на Иса алейхи селам, Исус, и случувањето од неговиот живот да бидат повод за некои луѓе да го преувеличуваат, а за други пак да го омаловажуваат неговиот статус. Има некои кои го ставиле над категоријата на човечките суштества до таа мера што велат дека тој уште не умрел и дека седи жив на небото. Ги има и оние кои ги надминале првите, тие велат дека откако умрел на крстот, оживеал повторно, отишол на небото и таму бил опремен со сите божествени моќи, па дури и самиот е Бог. Потоа, евреите велат дека бил убиен на крстот, па оттаму јас барам Божја заштита за ваквиот говор, е проклет за навек, дека е осуден да биде предмет на вечниот Божји гнев, дека Бог е огорчен од него и дека гледа на него како на лут непријател, дека е лажго, измамник, одметник и неверник од највисок степен и дека не е од Бога. Ние повторно бараме Божја заштита од ова. Овие преувеличувања и смалувања биле толку неправедни, што било природно Бог лично да го ослободи својот вистински пратеник од овие обвиненија. На тој факт исто така укажува и порано споменатиот извадок од Евангелието. Тоа што се вели дека сите народи ќе жалат и плачат укажува на тоа дека сите луѓе за кои вреди да се рече нација ќе жалат тој ден, тие ќе се удираат во градите и ќе плачат, голема ќе биде нивната тага. На христијаните би им било подобро оваа изрека да ја проучуваат со повеќе внимание и размислување. Кога овие зборови кажуваат дека сите народи ќе се удираат по градите, како тогаш е можно
христијаните да бидат поштедени од ова жалење? Зарем тие не се народ? Кога и тие се дел од оние кои ќе се удираат по градите, зошто тогаш и тие не се погрижат за својот спас? Изреката јасно кажува дека сите народи кои ја населуваат земјата ќе жалат кога ќе се појави на небото знакот на Месијата. Кој да вели дека неговиот народ нема да жали, го одрекува Иса алейхи селам, Исус. Единствено оние кои се малубројни не можат да бидат народ, спомнат во претскажувањето, затоа што не се доволно наброј за да бидат опишани како народ. Тие луѓе не се никои други, туку ние. Единствено нашата заедница е таа која е надвор од значењето на делокругот на ова претскажување, зашто нашата заедница има само неколкумина следбеници за кои не може да се земе името народ. Иса алейхи селам, Исус, врз основа на тврдењето за Божјата објава, вели дека кога ќе се појави посебен знак на небото, сите народи во светот, кои на основ на својата бројност заслужуваат да бидат третирани како народ, ќе се удираат во гради. Тука нема да има исклучоци, освен оние кои се мали по број и за кои нема да важи зборот народ. Ни христијаните, ни муслиманите, ни евреите, ни било кој друг кој одрекува, нема да може да се спаси од ова претскажување. Нашата заедница е единствена надвор од неговиот делокруг, зашто нас Бог само што не посеја како семе. Зборот на пратеникот никогаш не може да не биде невистинит. Претскажувањето содржи непогрешно навестување дека секој народ што ја населува земјата ќе жали. Кој од овие народи може да тврди дека е надвор од ова? Иса алейхи селам, Исус, не прифаќа исклучоци во овој израз. Групата што уште не достигнала големина на народ, во секој случај е исклучок, а тоа е нашата заедница. Ова претскажување беше јасно исполнето во ова време, зашто вистината која сега беше откриена во поглед на Иса алейхи селам, Исус, несомнено е причина за жалењето на сиве овие народи, зашто ја изложи нивната грешка. Целиот викот на христијаните околу божеството на Иса алейхи селам, Исус, се претвара во воздички на болка. Упорното тврдење на муслиманите дека Иса алейхи селам, Исус, жив отишол во вселената, се менува во жалење и тажење, а што се однесува до евреите, тие губат се. Овде неопходно е да се спомне дека во извадокот, содржан во спомнатата изрека, дека во тоа време сите народи на земјата ќе се удираат во гради, земја значи Балат и Шам, со која се поврзани овие три народи. Евреите, затоа што тоа е нивното изворно место и местото на нивните богослужби, христијаните, затоа што Иса алейхи селам, Исус, се појавил на тоа место и затоа што првите христијани таму живееле, на муслиманите, затоа што тие се наследници на таа земја до судниот ден. Ако зборот земја се земе во таа смисла да ги опфаќа сите земји, дури и тогаш нема да представува тешкотија, зашто кога вистината е откриена, сите што ја негирале ќе бидат засрамени. Помеѓу сведоштвата кои преку Евангелието стигнале до нас, се наоѓа и ова тврдење од Матеј. И гробови се отворија, и многу тела на упокоени свети воскреснаа, па како излегоа од гробовите по воскресението негово, влегоа во светиот град и се јавија на мнозина. Нема ни најмал сомнеш дека оваа приказна, спомната во Евангелието, дека после воскресението на Иса алейхи селам, Исус, многу свети луѓе излегле од гробовите и се покажале како живи пред многумина, не е заснована на никаков историски факт. Да било така, судниот ден би се случил на овој свет и сето она што било оставено тајно како искушение за верата и искреноста би било видливо за сите. Верувањето не би било верување и во очите на секој верник и секој неверник, природата на другиот свет би станала отворен и очигледен факт, како што се постоењето на месечината, сонцето и смената на денот и ноќта.
Во тој случај, верувањето не би имало важност и висока цена, за да би имало надеж во него за некоја награда. Овие луѓе и првите пратеници на Израел, кои се бројат во милиони, на вистина да биле вратени во живот за време на распнувањето и да дошле, всушност, живи во градот, и ова чудо да бидат вратени во живот стотици илјади светци и пратеници во исто време, да било доказ за вистинитоста и божественоста на Иса алейхи селам, Исус, евреите би имале исклучителна прилика да прашаат пратеници, светци и други предци дали Иса алейхи селам, Исус, кој тврдел дека е Бог, навистина бил Бог или лажел. Можете лесно да заклучите дека тие не можеле да ја пропуштат оваа добра прилика. Сигурно тие би се распрашувале за Иса алейхи селам, Исус, зашто евреите би биле така ревносни да ги прашаат мртвите ако овие дошле на овој свет. Кога значи стотици илјади тела биле вратени во живот и илјада би тргнале кон градот, како евреите ќе можеле да пропуштат таква прилика? Сигурно ќе се распрашале не кај еден и двајца, туку кај илјадници од нив. И кога мртвите влегле во своите куќи, мора да се случила голема мешаница наоколу, зашто стотици илјади од нив биле вратени назад во живот. Сигурно владеела силна возбуда во секоја куќа и сигурно секој ги прашувал мртвите за тоа дали човекот по име Иса алейхи селам, Исус, кој себе се нарекувал Месија, навистина е Бог. Но, бидејќи евреите, после сведочењето на мртвите, не верувале во Иса алейхи селам, Исус, како што ние би очекувале од нив, нити пак нивните срца омекнале, обратното, нивните срца станале уште потврди, тоа значи дека повеќе од веројатно, мртвите не дале добро сведочење за него. Тие сигурно јасно одговориле: овој човек лаже во своето тврдење дека е Бог и лаже против Бог. Тоа е причината зошто евреите не се откажале од интригите и наспроти фактот дека стотици илјади пратеници и апостоли биле вратени во живот. Како што го убиле Иса алейхи селам, Исус, тие така настојувале да ги убијат и останатите. Како некој може да верува дека стотиците илјади светци, кои дури од времето на Адем до времето на Јахија, Јован Крстител, спиеле во своите гробови во оваа света земја, требало да бидат вратени назад во живот, дека сите требале да одат во градот да проповедаат и дека секој од нив требало да стане и да сведочи пред илјада луѓе дека Исус, Месијата, навистина бил Син Божи, не, туку самиот тој е Бог и треба да го обожаваат, дека луѓето требале да се откажат од своите претходни верувања или инаку ќе одат во пеколот, кој овие светци самите со своји очи го виделе. И уште, наспроти извонредните докази и изјавите на очевидците, кои доаѓале од устите на стотици илјади изумрени светци, евреите не се откажуваат од своето одрекување. Нашата совест не верува во тоа. Па, ако стотици илјади светци, пратеници и апостоли и така натаму, кои биле мртви, навистина се вратиле во живот и го посетиле градот за да дадат сведоштво, тогаш тие, без сомнеш, морале да дадат реално сведоштво. Тие никогаш не можеле да бидат сведоци на божественоста на Иса алейхи селам, Исус. Може би и тоа да е причината заради која евреите станале уште потврсти во своето неверување, откако ги чуле и сведоштвата на мртвите. Исус сакал тие да веруваат во неговата божественост, но тие, како резултат на ова сведочење, го одрекле дури и неговото пратеништво. Накратко, ваквите верувања дека стотици илјади мртви или било кој мртов пред ова време биле вратени во живот со посредување на Иса алейхи селам, Исус, имаат мощно штетно и нездраво влијание, зашто враќањето во живот на оние мртви не користело за никаква корисна цел. Muhammad sana paya
Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Исус во Индија. Еселаму алейкум.